Груевски и Заев треба да знаат дека од извештајот на адхок комисијата ќе зависи европскиот извештај. 24 анализа по изјавата на премиерот Груевски дека застојот на работата е поради Црвенковски. За друг дел од експертите, ова е чист политички маркетинг на ВМРО ДПМН. Кривична пријава против 10 вработени во Македонска пошта за грабежот во Чаир. Сопруга на екс-министер на ВМРО ДПМН и ќерка на поранешен висок функционер на ДУИ се осомничени, но не се достапни за полицијата. Почнуваат консултациите за државната каса за 2014 година. До крајот на август ќе се знае дали ќе има потреба од ребаланс на годинашниот буџет, вели првиот финансиер Зоран Ставрески. Во Министерството за земјоделство има некомпетентни кадри кои не се разбираат во областа, а највисоко поставените советници не се агрономи, тврди професорот во пензија Борис Анахиев. Почитувани, ви посакувам добро вечер. Вие сте со дневникот на 24 вести. Еве ги останатите настани на денот. Американците сметаат дека владата не прави доволно за да ги заштити нивните уставни права. 4 лица загинаа откако мал авион се урна во италијанските Алпи. 23 мексиканци жртви на војната на наркокартелите и покрај обидите на власта за воспоставување ред, насилствата продолжуваат. Ирачкиот премиер обвинува дека оружјето со кое Западот ги снабдува сириските бунтовници се префрла во Ирак. Нема политичка волја, адхок комисијата навреме да си ја заврши работата, велат аналитичарите кои ги анкетиравме. Проблемот го лоцираат во политичката структура на комисијата и недостатокот на експертски мислења. Инаку крајниот рок за извештајот на комисијата, која работеше на расветлување на настаните од 24 декември, завршува за 6 дена. Нема политичка волја помеѓу двете најголеми политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ конечно да се реши функционирањето на адхок комисијата, од која се очекува извештајот за настаните во собранието од 24 декември. Сметаат дел од експертите. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски за 24 вести вели дека проблемот лежи и во составот на комисијата, која е политичка, а не експертска, а врши сериозна експертска задача од чии заклучоци ќе зависат идните чекори на државата. Мислам дека е тоа некаков политички маркетинг повеќе. Таа е направена да има некаков политички компромис, а таму нема компромис, бидејќи треба да се одлучи на правни и научни работи. Или уставот е прекршен или не е. Или некој дал наредба да се исколцаат новинарите надвор од собрание или не дал. Таму нема средна вредност, таму нема компромис. Тие две разлики помеѓу суштината на настаните и потребата за политички компромис ја блокираат комисијата, а не некакви влијанија од надвор. Универзитетскиот професор Јове Кекеновски вели дека недонесувањето на извештајот на комисијата негативно ќе се одрази на европскиот извештај за земјава на есен. Лидерите на политичките партии, на двете најголеми политички партии во Република Македонија, се тие кои што мора да бидат свесни дека неусвојувањето на овој извештај може да донесе на крајот на годината да добиеме негативен извештај, односно да ја изгубиме препораката за добивање на датум за преговори за наше членство во Европската Унија. Премиерот Никола Груевски по вчерашните директни обвинувања на адреса на поранешниот лидер на СДСМ Црвенковски денеска сепак изрази надеж дека на крајот ќе се дојде до компромис. И ќе останеме фокусирани на диалогот, ќе останеме фокусирани на изнаоѓање решение. И ја користам и оваа прилика да упатам апел до Социјалдемократскиот сојуз да на еден начин да дојдеме до решение. За 6 дена завршува рокот за усогласување и усвојување на извештајот на комисијата задолжена за расветлување на собраниските настани од 24 декември. Работата на комисијата беше блокирана непосредно пред усвојувањето на извештајот поради спротивставени ставови на незините членови за одредени според нив спорни формулации. Поради тоа председателот Борче Давидковски се повлече од комисијата, но тој негов чин не ги мотивираше председателите на СДСМ и ВМРО ДПМН да продолжат да ја усогласуваат ставовите на лидерско ниво. Комисијата стана предмет на меѓупартиски пресметки, а откако Давидковски се повлече од председателското место, комисијата е статус кво.
Сопругата на екс-министер од ВМРО ДПМН и керката на поранешен висок функционер на ДУИ, кои се осомничени во случајот Македонска пошта, се уште не се достапни за полицијата. Според информациите, МВР до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против 10 лица. Сите од Скопје, сите вработени во акционерското друштво Македонска пошта, поради постоење основано сомнение дека сториле кривично дело несовесно работење во службата. Кривична пријава против 10 лица од Скопје поднесе МВР сите вработени во Македонски пошти поради сомнение дека сториле кривично дело, несовесно работење, поради што разбойниците ја олесниле касата на поштата во Чаир за околу 220.000 евра. Меѓу пријавените вработени се и управници, контролори и благаници, а меѓу нив се и сопругата на поранешниот министер на владата на ВМРО ДПМН и керка на поранешен висок функционер на ДУИ. Истражен судија и на двете им одредил мерка притвор во отсуство, а МВР трага по нив. А 10 пријавени лица како службени лица вработени во АД Македонска пошта со пропуштање на должниот надзор и несовесно постапување во вршењето на своето властување и должности им овозможиле на двете лица непречно извршување на наведеното кривично дело. Истражен судија на 9 од 10 пријавени им одреди мерка притвор во време трајање од 30 дена. Две од пријавените лица се недостапни. Грабежот се случил на 26 јули кога двете маскирани лица влегле преку необезбедена и незаклучена безбедносна решетка и врата во службениот влез. Грабежот уште повеќе бил олеснет и поради тоа што некои врати не биле заклучени. Крадците според МВР одзеле пари од буџетот на Македонија за исплата на корисници по основ на родителски додаток, посебен додаток и додаток за новороденчиња. Управничката во Чаир според полициски информации имала соопштение да го организира вкупниот процес на работа, спротивно на работните задолженија, според кој морала да врши редовна контрола врз очевидникот за клучеви на каси. Истиот го водела неуредно, а освен тоа не ја вршела контролата на безбедносните камери и на тој начин овозможила неконтролирано влегување и излегување од службената врата на поштата. Дел од вработените не дошле на работа во точно утврденото време, а други го оставиле службениот влез отворен. Од пријавените лица само 4 пријавениот ИА досега веќе бил евидентиран во евиденцијата на МВР, а на сите други освен на НБ им е одреден притвор од 30 дена. 19-годишно момче загина пред 2 дена во Ново село Дебарца, кога му се превртел тракторот со кој управувал. Момчето поради сериозноста на повредите веднаш било пренесено на клиниките во Скопје, каде им подлегнало на повредите. За сега не се знае како дошло до превртување на тракторот и поради што возачот изгубил контрола врз него. А ноќеска во струшкото село Подгорци била турната статуата на Гоце Делчев, поставена пред истоименото основно училиште. Од полицијата вела дека се врши увид на местото на настанот и се работи на пронаоѓање на сторителите. Вие сте со дневникот на 24 вести. Во продолжение, министерот за финансии Зоран Ставрески најави дека до крајот на месецов ќе се знае дали има потреба од ребаланс на буџетот. Министерот за финансии Зоран Ставрески соопшти дека веќе се крои буџетот за следната година со потребните разговори со останатите ресори. По истекот на месецот, како што изјави, ќе се знае дали ќе има потреба од ребаланс. Владата почнала со подготовки за буџетот за следната 2014 година, соопшти првиот финансиер Зоран Ставрески и истакна дека во фокусот на Министерството за финансии е токму донесувањето нов буџет, а потребата за можен ребаланс на актуелниот буџет ќе биде разгледана на крајот на месецов. Веќе ги почнавме подготовките, почнавме со разговори со министерствата, во исто време ќе се работи и на среднорочната рамка, односно на индикативните буџети за 2015 и 2016 година. Ќе почекаме да видиме август како ќе помине и тогаш ќе видиме дали има потреба од било какви корекции. Пред само неколку дена од Социјалдемократскиот сојуз повторно побараа владата да предложи ребаланс на буџетот за спас од лошата економска состојба. Наредниот месец, некаде на почетокот, владата да подготви и да предложи ребаланс на буџетот, за да можеме колку толку да ја во таа смисла буџетска смисла завршиме оваа година нормално. Ако буџетот на вистина дојде во ситуација да биде неликвиден, да не може да ги сервисира своите обврски, касно, прекасно е за било каква мерка тогаш да се прави.
Според последните анализи на експертите, ребалансираниот буџет ќе мора да содржи намалување на буџетската потрошувачка, бидејќи дефицитот на крајот на годината ќе биде преголем, односно поголем и од планираниот од 3,5% од БДП. За Ставревски пак реализацијата на буџетот и приходите е во рамки на нормалното. Борис Анакиев, професор во пензија на Земјоделскиот факултет, во неделното интервју на Радио Слободна Европа, вели дека начело на Министерството за земјоделство има некомпетентни кадри кои не се разбираат во областа. И највисоко поставените советници исто така не се агрономи. Мислам дека тука има сериозни грешки кои мора да се исправат, вели Анакиев. Прашан како институциите реагираат на пораките на стручните лица, Анакиев вели дека не им е грижа. Нашиве научни институти има директори кои не може да се побунат, кои, како што знаете, се партиски функционери и тоа така си тече, но тие не се виновни. Не се виновни што генерално нема идеи, а ни Министерството за земјоделство нема идеи. До кога мислиме дека на овој начин ќе го штитиме домашното производство? Тоа не можеме постојано да го правиме. Еве сега Србија најавува дека ќе не блокира. Ние стекнуваме лошо име на светскиот пазар, изјавила Анакиев. Цените на становите во Македонија треба и натаму да се намалуваат, но државата со изградбата на становите успева да ја балансира цената на пазарот. Ќе напомнам дека само за нас на некаде 500 метра до 1 километар се наоѓаат градежни фирми кои што се од приватниот сектор, кои што ги продаваат становите за 900 беа 1000 и 1100 евра, која отпочнавме ние со градба во овој комплекс тука. Сега, пошто владата на Република Македонија води сметка за граѓаните на Република Македонија како би дошло до незголемување, енормно зголемување на коштањето на квадратен метар, значи ние на некој начин представуваме еден баланс во дадена ситуација. Во продолжение на дневникот, ретроспектива на неделава што измина. Од грешките се учи. Уште кога грешките се туѓи, а ловориките твои, подобро не може ниту да биде. Градоначалникот на Чаирија научи лекцијата по сечата на дрвјата кај Бристол и му одржа лекција на сите. Покажа дека некои политичари знаеле и да ги чујат граѓаните. Ќе се стопира изградбата на висококатниците во Чаир. Жителите на оваа општина можат да здивнат. Зеленилото е зачувано. Направивме граѓански компромис, изјави градоначалникот Изет Меджити. Иако чаирчани си го спасија паркот, некој остана и без покрив на главата. Во Скопје, ако дувне малку посилен ветер, може се што да се случи. Овој пат немаше жртви. За следниот, кој знае? Среќа што не била во оваа соба, била во друга на соба и... Уште нешто леташе наоколу во Скопје неделава, но во она од 2014-тата. Лета обвинувања, тврдања, цифри, препукувања. Ревизијата во центар заврши, ревизорите тврдат нашле криминал, а обвинителството треба да се покаже на дело. Прозваните пак со контраудар. Ако имало докази, требало да има и пријави. Пишале дека е во мермера го лиеле во бронза, 10 пати поскапо споменикот на Никола Карев. Наместо да глуми ненадлежен градоначалник, нека излезе и нека понесе одговорност за тоа што го тврди. Дали евентуалните криминални бројки ќе имаат епилог или се ќе заврши на дневно партиски препукувања ќе се знае допрва. А до тогаш на Мегдан парите за Скопје вија Фиренца. Ни помалку ни повеќе 57 луѓе на трошок на општинен центар биле таму во Италија. Најчесто се работи за Фиренца, меѓутоа и во други градови. Трошокот кој што општинен центар го подмирува за авионски карти изнесува близу 1.000.000 евра. Министерот за информатичко општество и администрација решил да ги построи новинарите во закон и нема бегање. Додуша на секои неколку недели само се коригира и поправа. Се со по некој амандман, ама се чини никако да ги чуе оние што сакаат да му кажат. Не можат да се поигруваат со нас, не можат мајмуни од нас да направат и дека не пиеме нафта. Му кажа Европската Унија. Не барале закони за медиуми од земјава. Сега бидејќи владата работи 24/7, може Ивановски и ќе чуе и ќе разбере. Владата не е на одмор, како што гледате ние работиме и во овој период.
Владата не е на одмор, ама не е ниту на чествување. До душа 12 годишнината од рамковниот се чини освен Дуе и Љупчо Ѓоргиевски и ни еден друг политичар не го одбележа. Ама до лани, ако премиерот редовно го бойкотираше коалицијскиот партнер, барем неговите луѓе беа тука некаде. Но годинава нема коктел, нема ни политичари. Макар било и 12 години пост-рамковна Македонија. Немаше ниту воено салутирање од офицери во униформа на арама во Слупчане. И воените офицери, исто како и законот за бранителите, поднесен од ВМРО ДПМН, едноставно исчезнаа. Зашто? Никој не кажа. Ја увидоа ли грешката од лани или пак годинава немаат мотив. Фактот дека ова година не се повтори истата иконографија во Слупчане. Фактот дека, како што рековте и вие во најавата, еве година дена законот е блокиран во собранието, збори за тоа дека е постигната целта, двете владеачки политички субјекти ги добија локалните избори. Арама слави 21 година. Војската маршира кон НАТО. Со вети чизми, без униформи, старо оружје и со малку пари. Во последните години буџетот во одбраната континуирано се намалува. Граѓани без улица и број. 12 години откако политичарите си подадоа рака и си поделија фотели. На нив никој не се ни сеќава. Ама баш никој. Нити ме прашал како живим, нити од што живим, нити дали имам некаква потреба, ама како уопште да не си државјанин на оваа држава. Револуцијата ги јаде своите деца. Со насилство симнаа диктатор. Со насилство решија да опстојат на власт. Прогласувајќи вонредна состојба, вршителот на должност председател на Египет Адли Мансур нареди војската да ја помогне на полицијата да воспостави ред и мир. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во судирите загинале и 43 полицајци. Верувам дека по објавувањето вонредна состојба и откако председателството ја даде мандат на војската да ја помогне на полицијата, нема да дозволиме какви било протести со седење без разлика на жртвите. А во продолжениот дневникот, одликување на бранителите и давање признание за нивните дела, побара денеска од достоинство. Председателот Ѓорѓе Иванов и министерот за одбрана Талат Џафери денеска на свеченоста по повод денот на армијата на Република Македонија присуствуваа на унапредувањето на 5 високи офицери во армијата, меѓу кои и началникот на генералштабот на АРМ, генерал подполковник Горан Чокотевски. Во своето обраќање, врховниот командант на вооружените сили на Република Македонија, председателот Ѓорѓе Иванов, посочи дека е горд на македонската армија, која со својата професионалност, посветеност и со постигнатите резултати постојано ги надминува очекувањата. Одликување на бранителите и давање признание за нивните дела побараа денеска од достоинство, велат ке побараат од председателот на Република Македонија, господинот Иванов, да формира комисија со представници од АРМ, МВР, но и представници од самите бранители, со што би се признале нивните заложби за државата во конфликтот во 2001-та. Бараме од него најпрво да направиме во текот на оваа недела една работна средба, потоа да биде формирана комисија составена од припадници на армијата, Министерството за внатрешни работи и од неколку здруженија на бранители, кои што ќе му предложат на председателот бранители од 2001 година достојни за одликување. Да направам една споредба со припадниците на УЧК. Денес ние имаме министер за одбрана од редовите на УЧК, имаме градоначалник на Кичево кој што бил во УЧК, имаме директор на пошта, исто така припадник на УЧК. Во овој момент еден припадник на УЧК треба да биде или веќе унапреден во чин мајор, тоа е командант Валјони, иако истиот беше обвинет за тешки кривични дела против човештвото за оние познати хашки случаеви.
Доживотно учење и млади во акција, тоа се европските образовни програми со кои се стимулира и финансира едукацијата на младите од основно, средно и високо образование. За 2013 година средствата се зголемени за 18% и на располагање се 1,77 милиони евра, а досега се донесени 111 решенија за користење на овие европски пари. Веќе следната година, Националната агенција за европски образовни програми треба да се акредитира во Европската заедница, што пак ќе овозможи пристап до нови свежи пари за учениците и студентите. Средствата со кои што располага агенцијата за 2013 година се зголемени за 18% во однос на минатата и истите се обезбедуваат од фондовите на Европската унија. Така, согласно договорите со Европската комисија, во рамки на овие две образовни програми, за пилот проекти на располагање се вкупно 1,77 милиони евра, 1,27 милиони евра наменети за програмата доживотно учење и 504.000 евра за програмата Млади во акција. Донесени се 111 решенија за грант на крајни корисници во вкупен износ од 1,5 милиони евра наменети за реализација на предложените и прифатени проекти. Најголем дел од грантовите, вкупно 89, се во рамки на програмата доживотно учење за околу 1,2 милиони евра, а најмногу од проектите се од областа на стручното образование и обука, односно програмата Леонардо да Винчи, каде што се одобрени 22 грантови за размена на позитивни практики со европските партнери во насока на зголемување на стручноста на поединецот. Во Кочани, водата од каналот на хидросистемот Брегалница поплави куќи и згради што се во непосредна близина. Причина за тоа е што бетонските ѕидови на овој канал одамна не се поправани, па водата подземно се пробива до живеалиштата. Жителите на улиците Енгелсова и Никола Вапцаров во Кочани немаат мирен сон. Не можат да влезат во долните катови од своите куќи, оти целосно им се поплавени. Нивото на водата од десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница е над објектите за живење, па по подземен пат им извира во собите. Водата навлегла и лани за Петровден, а годинава повторно се појавила околу Илинден. Малце покасно не дојде водата за разлика од лани, ама пак има. Штетата видовте сами колкавани. Лани паркето го извадивме, оваа година не смеахме да ставаме паркет. Освен во куќите, водата навлегла и во подрумските простори на неколку колективни стамбени згради. Имат земници, луѓе се стават доле. Земници, дрва, тоа е катастрофа. Луѓе се има стават некои ствари. Се е тоа под вода, мулјосано, тоа е на ден утре ќе фана да го фрлат, да го изнесат од бодрум, да фрлат неупотребливо. Кој ќе ни ги плаќа на нас тие трошкови? Жителите велат дека одговорните во водостопанското предпријатие се запознати со проблемот, па додека чекаат од таму нешто да сторат, тие сами на свој трошок се обиделе да се заштитат од водата. Обидовме се, значи сопруго мој мачка таму кај каналот некои дупки, сам си купува цимент, песок, со еден комшија тука мачка, ама ништо. Од водостопанство Брегалница на собствениците на поплавените објекти им рекле дека не можат ништо да направат додека има вода во каналот. Жителите се закануваат дека ќе поднесат тужби за подмирување на штетата. Додека да стигнат на суд, со кофи ја црпат водата и чекаат да заврши наводнителната сезона. 20 државјани на Естонија вчера во округот на фабриката Железара биле затекнати при кражба на нафта од возило, пошто се приведени, информираат од МВР. Естонците ТР, 28 годишен и ЛЛ, 37 годишен, со погоден алат и секле катанец од резервоар на возило там, собственост на фабриката Железара, и ја извадиле нафтата. Полицијата работи на расчистување на случајот. 32 годишен скопјанец доцна синоќа бил претепан во кафеа во скопската населба Кисела вода. Неколкумина го нападнале, а потоа го извлекле надвор каде продолжиле да го удираат и да го влечат. На скопјанецот во ургентниот центар во Скопје му е констатирана тешка телесна повреда, скршен колк и повеќе исеченици по телото. Полицијата привела двајца од напаѓачите и презема мерки за расчистување на случајот.
Египетските обвинители распрашуваат 250 поддржувачи на соборениот председател Мохамед Морси под обвиненија за убиство и тероризам, соопштија државните медиуми. Истрагата уследи откако вчера силите за безбедност ја евакуираа џамијата Фат на плоштадот Рамзес, каде од петокот се криеа приврзаниците на Морси по судирите меѓу полицијата и демонстрантите. Мнозинството американски граѓани ги сметаат за недоволни преземените владини мерки за контрола на програмите за електронско следење во земјата, покажуваат резултатите од анкетата на компанијата нарачана од Huffington Post. Според истражувањето, 58% од американците сметаат дека контролните органи, а меѓу нив федералните судови, не ја спроведуваат неопходната контрола врз собирањето телефонски и интернет податоци. Освен тоа, 58% од анкетираните даваат ниска оценка на напорите на председателот Обама за заштита на нивните уставни права. Мал авион се урна во планинскиот венец Доломити во североисточна Италија, убивајќи најмалку 4 лица од леталото, соопштија локални медиуми. Авионот Цесна 172 полетал од Болцано во Јужен Тирол. Авионот бил виден како понира и паѓа, додека летал над Мармолада, еден од највисоките врвови на италијанските Алпи. Оружјето и борците кои се сливаат кон Сирија веќе се насочуваат кон Ирак, предупреди премиерот на оваа земја Нури Ал-Малики, цитиран од американските медиуми. Според Ал-Малики, ова движење на оружјето и борците придонесува за населството во неговата земја и воено предупреди дека евентуалната победа на бунтовниците во Сирија ќе ја префрли религиозната војна во Ирак и Либан. Сириската влада пред 3 дена соопшти дека нема ништо што да крие од тимот инспектори од Организацијата на Обединетите нации за хемиско оружје. Се очекува тимот експерти да посети 3 локации каде наводно се случиле нападите со хемиско оружје, но дипломатите и експертите за хемиско оружје длабоко се сомневаат дека воопшто нешто ќе биде пронајдено, бидејќи од инцидентите поминале неколку месеци. Во експлозија на бомба во Бахрейн ранети се најмалку 5 полицајци, соопштија тамошните власти. Министерството за внатрешни работи на ова кралство соопшти дека рачно изработена бомба вчера вечер експлодирала во регионот Ал-Диар на островот Мухарак, североисточно од престолнината Манама. Властите нападот го оценија како терористички акт и соопштија дека двајца од ранетите полицајци се со тешки повреди, но сепак нивната состојба е стабилна. Иран располага со околу 18.000 центрифуги за збогатување ураниум, од кои над 10.000 се активни. Изјави досегашниот раководител на Организацијата за атомска енергија на Иран, Ферейдун Абази Давани, потврдувајќи ги податоците објавени во мај од Меѓународната агенција за атомска енергија. Соединетите американски држави и сојузниците стравуваат дека Иран се обидува да создаде нуклеарно оружје, а Техеран пак тврди дека неговата нуклеарна програма има само мирно временска намена. Тела на 23 лица се пронајдени во 2 соседни држави во западниот дел на Мексико, каде од почетокот на годинава има војна на наркокартелите, вооружени групи кои се борат против нив, како и силите за безбедност. Владата на председателот Енрике Пења Нието во мај испрати неколку илјади војници и полицајци за да ја преземе контролата врз овој дел од Мексико, но насилството и натаму е присутно. Скотланд Јард има примено нови информации за смртта на поранешната принцеза Диана, која загина во Париз во 1997 година, заедно со својот тогашен партнер Доди Алфает. Во соопштението на полицијата се вели дека новите информации не значат повторно отварање на истрагата која беше завршена пред неколку години, но дека новите сознанија ќе бидат разгледани од детективите и од полициските експерти. Лондонските таблоиди тврдат дека во случајот е вмешана војската, затоа што новите информации се добиени од армиски извор. Со церемонијата на свеченото затворање, денеска завршува светското првенство во атлетика, на кое на последниот 9 ден беа доделени 6 златни медали. На домашната сцена, третото коло кај прволигашите, шампионот Вардар на Филип II пак против Ренова има шанса да го поправи впечатокот од минатото коло. По поразот, пријателскиот меч со Литванија, кошаркарската репрезентација утре патува во Шпанија, каде ќе одигра контролен двомеч со домакинот.
Ископувањата на стариот римски театар на археолошкиот локалитет Скупи ќе траат наредните 2-3 години, пошто ќе следи негова конзервација и реставрација, а објектот ќе може да се користи како сцена за културни случувања. Најави денеска премиерот Никола Груевски, кој го посети археолошкиот локалитет крај Скопје. Посочувајќи на археолошките сознанија, тој рече дека Скупи бил најголем град во римскиот период на територијата на денешна Република Македонија, дури 2 пати поголем од Стоби. Исто така додаде дека имало наоди од тука постоел и стар римски театар со капацитет за публика од 9000 лица. Тоа е се за ова издание на Дневникот. Ви благодарам за довербата и што бевте со Дневникот на 24 вести.